Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Ова утро зборуваме за важноста на исхраната кај тироидната жлезда, конкретно кај нарушената функција на тироидната жлезда, колку е важно покрај онаа стандардна терапија која што треба да се прима, не како лек исхраната, туку едноставно како дополнителна поддршка која што е многу важна за нормално и добро функционирање на тироидната жлезда. На оваа тема утрово разговараме со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист, советник за здрава исхрана од Нутрием. Добро утро, Емилија, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро, благодарам на поканата. Секогаш со задоволство ги споделувам советите за гледачите. Да. Можеме ли на самиот почеток и пред да го погледнеме и првиот блок реклами, генерално за важноста на исхраната и кога човек е здрав за одржување на еден добар баланс во организмот, но посебно и кога ќе се појават некои одредени здравствени проблеми, најчесто оние хроничните незаразни, велиме, и дијабетот, и покачениот притисок, и покачените масноти, а вклучително еве и тироидната жлезда, но и црниот дроб, да не го забораваме. Така, секогаш нашиот совет како нутриционисти до сите што се обраќаат кај нас да решат некаков здравствен проблем или состојба, па и превентивно да бидат на здравиот дел и начин на исхрана, советуваме секогаш храната да биде избалансирана, наспроти онаа храна што многу често поради брзиот начин на живот ја конзумираат сите. Процесираната храна, простите шекери и така натака, се она доведува до нарушување на природната хомеостаза, односно на дневниот ритам на животот, како и појавата на овие хронични незаразни заболувања. Секогаш превенцијата е пред се, а доколку се појави некаков здравствен проблем, секако и храната игра клучна улога за решавање на сите оние проблеми кои што се соочуваат граѓаните. Да. Верувам дека стапката или свесноста кај сите нас е многу добро развиена, дека треба ние да имаме здрав начин на исхрана и секогаш упатуваме и многу мина и знаа дека начинот на живот е она што не води во иднина, а тоа е со внесување на здрави избалансирани оброци. Што значи тоа? Внесот на протеините, тие може да бидат од животинско и растително потекло, потоа растителните влакна, сложените јаглехидрати, витамините, минералите, како и оние масти кои што се корисни наспроти трансмастите кои што сериозно може да го нарушат нашето здравје. Секако препораката е секогаш и физичката активност и сонот. Меѓутоа, кога имаме избалансирани оброци и секогаш во одредено време конзумираме храна, имаме време и за физичка активност, а имаме време и за спиење. Така, ќе имаме и повеќе енергија, нема да сме поспани, нема да сме заморени, ама не секогаш сами знаеме што е она вистинското или она што нам ни одговара според здравствената состојба. Добро ли е тогаш да си се консултираме со нутриционист кој што ни би ја покажал вистинската патека како да почнеме и понатаму да го применуваме тоа. Секако со задоволство се нашите препораки секогаш и многу мина кога ќе дојдат да се обрата за здравиот начин исхрана да го сменат, секогаш мојата здравствена анамнеза кон клиентот е како се храниш во текот на денот. Тогаш и многу голем процент од граѓаните поради брзиот начин на живот, неможноста, нели, со работните уврски да имаат 3 главни оброци или 2 ужинки како што препорачуваме и во еден дел од денот ги јадат сите оброци, и за појадок, и за ручек, и за вечера, што навистина тогаш можеби имаат енергија во моментот каде што шекерот и гликемиите нели прават осцилации, скокнувања и потоа се губи енергијата, има поспаност, малаксаност, замор, а не вродува тоа со никаков плод. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај. Со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист, советник за здрава исхрана од Нутрием, зборуваме и разговараме за важноста на исхраната кај тироидната жлезда, за нормалното функционирање, но и важноста на исхраната кога веќе е нарушена функцијата на тироидната жлезда. Емилија, ќе почнеме со она, ајде кратко само, што е тироидна жлезда, зошто е толку важна нејзината функција и зошто кога нешто ќе се наруши, тоа го чувствува целото тело и организам. Многу накратко не може да се каже за тироидната жлезда, бидејќи незината улога е огромна за нашето тело и за нашиот организам. Меѓутоа, да, тироидната жлезда е жлезда со ендокрина функција, која што
има многу бројни процеси во нашиот организам, а тоа е за процесот на терморегулација, за метаболизмот на јагдехидратите, на мастите, шеќерите, за процесот на оогенеза и спермогенеза. Така да многу бројни улоги има во нашиот организам, иако таа анатомски е сместена под домовото јаболко пред душникот, со 40 грама од прилика е тежината. Со тоа што е поделена на два лобуси, лев и десен, во средината има штит, односно истмус и штит, кој што се нарекува и самата жлезда кој што го добила името. Функцијата, како што кажав, е многубројна за целиот организам, а тука се главни два хормони кои што ги произведува тироидната жлезда, тоа се тетрајодотрионинот и тријодотрионинот и помалку важниот калцитонин, меѓутоа и тој сепак е важен во помала количина, кој што има улога за врзување на калциумот во нашиот организам. Сега, кога хистолошки или микроскопски ќе се погледне тироидната жлезда, внатре е исполнета со колоид, кој што е составен од хормони, и тука се овие два, тетријодотрионинот и тријодотрионинот. И овие тироидни хормони се работат по пат на обратна спрега доколку има некакво нарушување, меѓутоа се пропратени или диригирани на некој начин од висши центри во мозокот, односно хипофизата и хипоталамусот. Така. Која е нарушената, кои се најчести нарушувања на функцијата на тироидната жлезда? Кога ќе дојде до нарушување на тироидната жлезда, нели секогаш превентивно ние треба да го зачуваме нашата хомеостаза или нашиот организам во таква состојба како што сакаме да сме здрави и исполнети во текот на нашиот живот, меѓутоа кога ќе настанат нарушувања, тука имаме хипотироидеа и хипертироидеа, тоа се сосема две различни состојби во организмот, каде што оние кои што имаат оваа состојба, овие состојби чувствуваат одредени тегоби кои што навистина можеби на почетокот се незначителни, меѓутоа прават навистина голем проблем. Или е намалена или е зголемена, значи функцијата. Така, кога имаме Т3 и Т4, кога имаме намалени нивоа, а ТСХ-то е зголемено, тогаш станува збор за хипотироидеа и бидејќи работат по пат на обратна спрега, кога имаме зголемени Т3, Т4 и намалено ТСХ, тогаш станува збор за хипертироидеа. Што значи хипотироидеа? Доколку има некој ваква состојба се соочува и верувам дека многумина знаат за оваа состојба, бидејќи голема е стапката за оваа состојба кој што се соочуваат многумина луѓе. Порано беше повеќе процентот застапен кај жените, меѓутоа сега и кај мажите, па и кај децата, со тоа што навистина едукацијата или советите за овој проблем или оваа состојба е добродојдена за сите да слушнеме и да се едуцираме и да знаеме, бидејќи навистина многу често се соочуваме, барем еден во нашето семејство или двајца имаат оваа состојба, дали хипо или хипертироидеа, дури автоимуно тироидитис, каде што антителата се покачени, така да од X фактори се случува некаков проблем и еве ќе кажам за хипотироидеата. Многу често од жените, најчесто дури ја нарекуваме и уморна домакинка, значи се чувствувам уморно. Буквално, значи неможност за качување по скали, вршење на физичка активност, тоа е веќе мисловна именка, така народски да се изразам. Нема недоволно фокус или недоволна концентрација во текот на денот, и доколку е овој процес подолго траен и не се пресече овој ланец на овие симптоми, веќе потешко и потешко станува. Дигестијата е забавена, потоа проблем со можеби намалени крвен притисок, низа состојби или кршлива коса или физички и психички, односно ајде да кажам пореметувања кои што потешкоти, па дури килограмите се зголемуваат, така, да не без никоја зборуваме за причина. килограмите, кога е забавен метаболизмот и нели посекако се зголемуваат и килограмите, кршливи ногти, анксиозност, депресија, што многу често се случува. За да го прекинеме овој тек на овие работи, ние треба сериозно да го смениме начинот на живот. Ама треба и да сватиме дека ни праќа телото некакви сигнали, дека овие симптоми не се нешто кое што не знам како од ваму или од таму се појавило, бидејќи честопати и на
Одејќи на преглед кај лекар за некоја друга состојба, секогаш се проверува тироидната жлезда, па знаат тогаш нели да диагностицираат или да речат се јавил проблем со Така, многу често функцијата. јас советот или кога ќе се јават кај мене да дојдат на режим на исхрана, советувам дека треба така, да се направи крвна слика, односно крвна слика каде што се холестеролот, триглицеридите, диференцијалниот дел или други параметри кои што ќе каже клиентката дека се соочува не се само вишок од килограми, и секогаш препорачувам да се направи хормонално испитување од тредневниот циклус. Доколку нема направено хормонален тест во текот на годината, значи тоа е некако им велам дека е задолжително, вклучувајќи ги и тироидните хормони. Значи, еднаш во годината ние треба да направиме и да се советуваме со ендокринолог и да закажеме термин доколку имаме некакви потешкоти, бидејќи не може симптомите на замор, поспаност, опаѓање на косата или кршливи ногти секогаш не асоцира дека имаме некакво пореметување или хормонално пореметување, бидејќи самата тироидна жлезда ги диригира сите хормони, односно се што се случува во нашиот организам. Тогаш во тој случај, кога ќе ја знаеме, кога ќе имаме јасната слика дека има пореметување на тироидната жлезда или доколку можеби да се поработи со исхрана, тогаш веќе делуваме на самата состојба на хипо или хипертироидеа или тироидитис, нели како автоимуно заболување. Симптомите овде кај намалената, кои се симптомите кај зголемената функција, обратно некако се доаѓа, така? Да, кај намалената функција е се едноставно забавено, а додека кај хипертироидеата е метаболизмот работи непречено и брзо. Значи, може да се случи забрзано чукање на срцето, чести диареи, ако кај хипотироидеата имаме забавен метаболизам, отежнато празнење, обстипација и констипација што се случува, овдека имаме обратно, може да е пропратено со чести диареи. Поради брзиот метаболизам се трошат и брзо коските, односно калциумот во нашиот организам. Затоа е неопходно и соодветен пристап и со исхрана и соодветна терапија за оваа состојба. Потењето кај оваа состојба кај хипертироидеата се некако тука се одвива многу забрзано и тука е губитокот и на килограмите во оваа состојба. Така да, бидејќи нели кажавме дека хипо и хипер и самиот збор кажува дека се два различни поими со два различни симптоми, меѓутоа ние како индивидуи сме различни и кај секого треба соодветен и индивидуален пристап, бидејќи не е во прашање некогаш само хипо или хипертироидеа. Имаат луѓето кои што се соочуваат, дали е млада девојка, дали е возрастна госпоѓа, со покрај хипо или хипертироидеа или состојбите на тироидната жлезда, заболувањата, се случува да е во менопауза, па да има диабет, па да се случува висок крвен притисок, значи како еден метаболен синдром, а додека кај младата девојка се случува да има проблем со хипотироидеа или проблем со тироидната жлезда општо, полицистични јајници, план за бременост и се тука треба по индивидуален пристап за да се решат, односно да се иде кон решавање на овие состојби со цел да се исполни нели целта која што имаме, да имаме поудобен живот и здрав начин на живот. Значи пристап и според лабораториските анализи, односно што ќе покажат, и според возраста и според навиките, предпоставувам, кои што ги имаат. Сега каде е тука улогата и важноста на исхраната кај нарушената функција на тироидната жлезда? Посебно ќе кажеме и за намалената и за зголемената. Така, важноста е огромна. Па вака кога би направила една компарација од хипер или хипотироидеа, што заедничко да биде во начинот на исхрана, па ќе речам дека се нели балансираниот дел, 3 главни оброци и ужинки да бидат вклучени, со тоа што тоа е единствено заедничкото и односно начинот на хидратација. Ние во текот на денот мораме да се хидрираме, односно да пиеме доволно количество на вода, независно од овие состојби што ги имаме. Со тоа што 3 главни оброци, 2 ужинки, сонот и физичката активност подеднакво важи за двете. Бидејќи кажав за водата, да се хидрираме е многу важно, бидејќи сите процеси кои што се случуваат во нашиот организам се случуваат под дејство на водата. Апсолутно без вода нема живот. Тоа го рекле, го кажуваме и се уште ќе го кажуваме, иако можеби сме малку здодевни. Некогаш нашето тело можеби не е толку
нема потреба толку од храна колку што е жедно, а често правиме грешка да постигнеме по храна наместо по вода. Така да некогаш можеби телото е жедно и не му треба повеќе храна, треба да го рехидрираме, да не дозволиме да дехидрираме, бидејќи тоа е исто сериозно, едноставно физички и ментално делува на нашето тело. Кај хипотироидијата, храната, ќе кажам дека пред се вишокот на килограми, нели кажавме дека може да бидат причина, треба да ги намалиме калориите со цел да може да го поттикнеме метаболизмот да функционира онака како што треба, да ги намалиме и килограмите, за да може да му олесниме и на дигестивниот систем, па и на вегетативниот нервен систем. Бидејќи кога имаме потешкоти и кога можеби и луѓето не јадат толку многу храна, ама едноставно се дебеле, ама тироидната жлеза најчесто е нели зборот, така да го поттикнеме да внесеме храна која што има градбена единица, која што ќе ни даде енергија и ќе го поттикне, односно ќе проработи на некој начин нивниот, односно организам. Тука треба да се внесот на протеините, бидејќи протеините како градбена единица се многу важни. Дали е нели во периодот раст и во развој, во средни години или во подоцнежните години, секако протеинскиот внес е многу важен. Како што напоменав, нели, протеините од животинско и од растително потекло тука играат важна улога, бидејќи на тој начин ние даваме храна и на мускулите, и на телото, и за сите процеси кои што се случуваат во нашето тело. Исто така, бидејќи се од протеини од животинско потекло, имаме протеини од растително потекло, би ги вклучила тука и мешумките. Освен доколку некој не јаде нели протеин од животинско потекло, се наоѓаат алтернативи со цел да се внесат, за да нема нели рестрикција на овие нутриенти и внесот на количината на протеините да биде соодветно внесен за таа возраст. Друго што сакам да напоменам е сложените јаглехидрати, бидејќи тие се многу важни да ги внесеме. На тој начин ние не правиме деструкција на гликемискиот индекс, односно на гликемиите. Кога ќе внесеме прости шекери или храна која што има прости шекери, односно јаглехидрати, тогаш имаме скок на инсулинот во нашиот, на глукозата во крвта и нагло спуштање, на тој начин веќе губиме енергијата. А со сложените јаглехидрати имаме постепено разложување и имаме во континуитетот, во текот на целиот ден енергија. Тука можеме да ги најдеме во житариците, значи во просото, во хејдата, во овесот, во киноата, во амарант, буквално можеме да ги најдеме и во мешумките и на тој начин имаме стабилно ниво, па дури би рекла и на енергија и на шекер во крвта. Доколку имаме осцилации, веќе нашиот организам страда, се случуваат тие скокови кои што навистина не го менуваат, па како што викам јас често, ритамот. Растителните влакна. И растителните влакна ги има во житариците и треба да ги внесеме. Ги имаме во мешумките, ги имаме во свежото овошје и во зеленчукот. Растителните влакна тие делуваат на нашиот дигестивен систем, на тој начин ги исфрламе и токсините, на почетокот кажавте и црниот дроб. Да, на тој начин ние кога внесуваме свежи ензими, кога внесуваме растителни влакна, кога пиеме вода, кога имаме баланс во текот на денот, ние всушност внесуваме здравје, ја прочистуваме јетрата, ги исфрламе вишокот на токсини и правиме лимфна дренажа на целото тело. И на тој начин се поттикнува дигестијата, односно редовно празнење на цревата, па ја имаме и енергијата. А што се случува кога оние жени или нели и мажите и жените, па и децата ја губат косата и квалитетот на косата, на ноктите. Значи, бидејќи тироидната жлезда е жлезда која што е важно да се внесе и селенот, а е важен и да се внесе јодот, бидејќи без јод, нели, во текот на денот не можеме и за да тироидната жлезда функционира, бидејќи јод, селен, цинк, така јодот, селенот и цинкот, затоа што и селенот и многу често јас имам проблем со тироидната жлезда кога ќе каже некој си јадам по 2 до 3 бразилски оревчиња. Да, цинкот е тука,
Ама цинкот и селенот влијаат на воспалителните процеси во организмот, заштитно делуваат и за имунитетот, па и за овие сите, да кажам, несакани симптоми кои што се соочува секој ден. И секогаш е добро да пробаме преку исхраната да го внесеме сето тоа. Ако не успеваме доволно, тука и дополнителната некогаш суплементација, ама повторно во консултација. И со лекарот, нели велиме ендокринологот ја поставува дијагнозата дека станува збор за веќе така поставена дијагноза намалена функција на тироидната жлезда, терапијата редовно мора да се прима, а исхраната и суплементацијата би биле како дополнителна поддршка. Апсолутно. Секогаш нели примарен извор е се она што можеме да го најдеме од природата, а можеме да го најдеме. Терапијата од лекарот е задолжителна. Доколку се даде предност на исхраната во консултација со лекарот, тогаш можеме со исхраната да направиме нешто без да се пие терапијата. Меѓутоа терапијата наутро на гладно се пие со вода, после 45 минути да помине време од самиот еутирокс, односно од самата терапија, оној субститут што се внесува, па потоа има појадок, ручек и вечера. А ние што значи треба да се почека малку од примањето на терапијата. Период, така, да дадеме простор малце да делува терапијата таму каде што треба. За нашето тело, за нашиот субститут, нели не треба организмот да страда и терапијата мора и е задолжителна, доколку воочил терапевтот, односно ендокринологот. А да, токму со храната, како што е селенот, цинкот, здравите масти, омега-3 и 6 масните киселини, тие се секако многу важни да ги внесеме и во двата случаи, во хипо или во хипертироидија. Ама хипото е многу почесто, така, намалената функција. Многу често, да, така? многу често, меѓутоа и луѓето кои што се соочуваат со хипертироидија, навистина не е лесно сепак би рекла дека полесно е хипотироидија да се реши наместо хипертироидијата, бидејќи бара другачи третман и услови и особата која што се соочува со ова навистина е истрошена, едноставно така би кажала дека е истрошена. Она што намирници кои што одговараат и се потребни и намирници кои треба да се ограничат или едноставно да се тргнат од исхраната. Така, има ли така? Да, има и такви намирници, секако кафето, газираните напитоци, процесираната храна, да, меѓутоа многу често и мои видувања со клиенти кои што работиме на овој проблем, навистина кои што се со Хашимото и тогаш внесуваме намирници кои што се соодветни за тоа, но го избегнуваме глутенот. Затоа што глутенот навистина какви резултати дава тоа? Па 3 месеци глутенот да се одбегне од исхраната, да не се вклучува во начинот на живот, видни подобрувања и резултати во поглед на намалување на антитепа, на тие високи вредности што се појавуваат. И навистина сум срекна бидејќи веруваат все почесто луѓето дека со начинот на исхрана може да се решат и да се намалат овие референтни вредности. Со тоа што за Хашимото можеби имуномодулаторно или имуностимулативно, бидејќи самата тироидна жлезда се напаѓа себе си, имунитетот ја напаѓа тироидната жлезда на некој начин. Бидејќи е автоимуно. Тогаш треба да имаме подруг пристап и треба да видиме што ке делува на тироидната жлезда и да не сгрешиме, нели, ако пиеме ние одредена терапија која што го зголемува имунитетот, а не смееме тоа да го правиме, значи треба буквално да биде контролирано и умерено. За разлика од хипо и од хипертироидија, тука ова правило и не важи, меѓутоа секако треба да се избегне глутенот, барем првите 3 месеци, па некогаш да се вметне. Скроз ограничување во поглед на глутенот јас не препорачувам, затоа што многу често се соочувам со клиентите вака. Емилија, вие сте ми пишале зелка и брокула. Ама тоа за тироидната жлезда не треба? Зошто да не треба? Да, гоитроген фактор е од фамилија брасикација, од зелки, кеј, прокеј, брокулата и така натака. Меѓутоа, колку количина нас не треба за да изедеме, за да биде како гоитроген фактор?
А дали ние ја јадеме брокулата или карфиолот, да, изилката свежа, меѓутоа кога ќе ја обариме и термички малку ќе ја бланшираме или обработиме, оние гоитрогени фактори се намалуваат. Така да ни треба нас многу голема количина или цело буре туршија, сега е сезоната на туршија да изедеме, па да биде гоитроген фактор. Меѓутоа, со една порција од 180 до 200 грама навистина нема да направиме никаков проблем, покрај тоа што е и гоитроген фактор. Так, значи и количината е важна, но и начинот, нели, како е подготвено. Да. Доколку секој ден јас зелка, карфиол или навистина соја или некакви намирници, никогаш не би дала. Меѓутоа, ако е тоа застапено, нели не е добро да се внесува, меѓутоа 2 пати во неделата никако не смее да се изостави. се почнува како со еден план на исхрана, режим, ајде да не го нарекуваме режим, да не звучи многу строго, план на исхрана кој што го прави нутриционистот, а потоа самиот, нели, клиент да ваш ќе продолжи и со тие здрави навики. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Дали исцрпевме и кажавме се за хипо и намалената функција на тироидната жлезда и исхраната, па за да преминеме сега кај зголемината, така, барем препораките основни, нели, во поглед на... Ако нешто сме изоставиле во текот на муабетот, ќе надополниме, да. Сега за хипертироидеата, како што напоменав, нели, претходно, се на брзина се случува во нашиот, во тој организам кој што се соочува клиентот со хипертироидеа, и тука навистина треба малце да се стабилизира организмот. А што? Тука поголема количина на протеини, бидејќи саркопенијата, односно трошење на мускулното ткиво е повеќе забрзано и треба повеќе протеини да внесуваме. Па да, протеините од животинско потекло, па ќе ги спомнеме, па и јајцата, поголема количина на јајца што нема да влијаат па и директно на холестеролот. Ако ние изедеме 4 белки па со 2 жолчки, навистина тука нема да направиме никаков проблем во липидниот статус, и е погрешно, нели е сето тоа, но кога е регулирано од стручно лице, никаков проблем не би имале. Па месото, може ми сиркиното месо, јунешкото месо, па некогаш пајде и црвеното месо, нели, да се вклучи, не е грешка, меѓутоа треба да се зголеми количината на протеини во исхраната. Да, мешунките, гравот, грашокот, како што реков, и растителните влакна, и тука треба малку да обрнеме внимание, да го успориме малку метаболизмот, да не внесуваме толку растителни влакна, да не препорачуваме толку растителни влакна, за да се потикне, бидејќи самата особа е истрошена можеби од честите диареи што се случуваат, па можеби и тука да се изгуби и железото во крвта. Па тука имаме и друг проблем, значи ние треба да надополниме железо во крвта и да внесеме храна која што содржи железо. Секогаш соковата терапија ја препорачувам, особено за овие луѓе да го подкрепат малку организмот на некој начин. Да, соковата терапија, па можеби и лепче и тост, нешто да направа со покалорично да биде, нема да се сгреши, бидејќи тие ја губат и самата килажа, иако можеби и не сакаат, а ги губат килограмите. И она што го напоменав на почетокот, нели, страдаат и коските, бидејќи се тоа се случува некако многу на брзина. Многу е важно да се внесе калциумот, значи пробиотиците, кефирот, ферментираните продукти, нели, секако се добро дојдени, дури и суплементација во консултација со лекар или со фармацевт навистина треба да внесуваат, да не дојде до остеопороза, бидејќи и тоа е веќе друг проблем кој што врзува со одветен третман, а да, секогаш е третманот со внесување на калциум и витаминот Д, па и витаминот Д убаво и благопријатно делува на имунитетот и за врзување на калциумот. Така да млекото и млечните продукти се идеални да се внесат и препорачуваме како пробиотици, нели, и за дигестивниот систем, па и за коските. Така да единствено што би додала овдека за хипертироидеата е да се успори малце организмот и телото, да се внесат и Б витамините, бидејќи навистина е истрошен организмот, па и Б витамините навистина убаво ќе делуваат на целокупниот организам, а тука ги имаме исто во житариците, бидејќи она беше заедничкото и па кај хипо и кај хипертироидеа, па може да се направат и вкусни колачиња како десерти, бидејќи покрај 3 оброци и 2 ужинки
Тука во оваа состојба, кај хипертироидијата, може уште плюс 1 до 2 оброци во текот на денот. Да се рехидрира организмот, да се направи супа од карфиол, брокула, може да се даде на организмот еден електролит со корисни нутриенти, нели, макро и микронутриенти, за да имаме подобрување. И секогаш терапијата посекако соодветно препорачана да се пие. Омега 3 и 6 масни киселини. Значи, линеното масло, да не се заборави дека може да се употребува. Маслото од авокадо, маслото од сусам, сусамот, урдата исто така може бидејќи таа добра и за коските и за мускулно-скелетниот систем. Друго да не заборавам што да набројувам, така да млекото, млечните производи, што може да се извлече од сето тоа, може на вистина да се конзумира за здравјето на коските, на мускулниот систем, и протеините да не се заборават. Так. Доколку треба дополнително протеини, нека се вметне и козјата сурутка, бидејќи и козја сурутка да се пие, нели, доколку има свежа. Меѓутоа, козја сурутка или некој протеин во прав, навистина е препорака да го користат овие клиенти. Да. Појадокот, ручекот, вечерата, ужинките меѓу оброците, тоа е нешто што е препорачано за секого. Буквално, нели, велиме на тој начин редовно и избалансирано се храниме. Но како би изгледало едно дневно мени? Можеме ли да кажеме и кај едната и кај другата состојба? Еве, како еден пример, барем и од искуството со клиентите кај кои што требало да се работи и да се поработи на работата на тироидната жлезда преку исхраната. Ајде еден генерален пример да кажам. Утрото да го започнуваме со напиток. Еве, може да биде тоа напиток од еден цеден лимон или портокал, со чија семе одстојано од вечер, 1 до 2 супени лажици, чија семето, нели, навистина убаво и благопријатно делува на дигестивниот систем, па и ни дава и енергија, можеби малку во течноста да се додаде мед или малтекс. Го пиеме веднаш по станувањето, утрински напиток, една промивка на дигестивниот систем на органите. Потоа појадокот може да биде после 15 на минути, може да биде застапен, еве сега кај хипертироидијата кажавме дека протеините, еве може да биде омлет, па натре да биде со рукола, збогатен, може со рендан морков, па од омлетот како една палачинка која што ќе се додаде и мало парче, нели, козјо сирење, еве во моментов ми тоа се сетив, или може и авокадо, бидејќи тоа има незаситени масни киселини, е добро да се внесе, и предлог салата. За оваа состојба за хипотироидија може да е овес варен во зрно со замрзнати шумски плодови. Сега, нели, ги немаме сезонски, меѓутоа замрзнати шумски плодови, јаткасти плодови, каде што ќе ги црпиме и магнезиумот, и омега 3, и селенот, и цинкот, и јаткастите плодови, така да може добро да доде за еден добар старт на денот и појадок, и да не држи сити до ручек, односно време ужинка. Времето ужинка е 1,5 час по појадокот и после ручекот, значи на временско растојание на 2,5 часа, тука е времето за ужинка, тоа е пиењето вода и овошје, кое што е сезонско, еве печената тиква може да е со малку суво грозје или јаткасти плодови, тука може да биде како предлог, или па компотот од дуњи, или костените може да бидат во предлог за ужинка. Ручекот, секогаш најразлично. Никогаш нема да се сгреши, ова го кажувам генерално, меѓутоа не е стриктно за хипертироидија, може да има и други комбинации. Рибата со салата, печурки со салата, каде што морските плодови ќе го црпиме и селенот, па и јодот на некој начин, тука е балансираноста е во делот. Дали ќе биде од животинско потекло, растително потекло, секогаш да биде предлог 350 грама салата. И вечерата може да е полесна за оваа состојба за хипотироидија, или може да е, во секој случај и за хипертироидијата треба да е полесна, меѓутоа да е покалориски побогата на некој начин. Така да, тоа се генералните препораки. Ама пак оставаме дека индивидуално секој, нели, ќе си дојде, ќе си направи план, или пак едноставно така ќе побара совет за како да го почне, како да ги направи промените, од каде да почне и како понатаму да продолжи. Да се излезе од комфорната зона, секогаш кога ние ќе се соочиме со некаква состојба, едноставно, па тоа е тоа што да правам, ќе јадам све. Не може така. Мора со исхраната нешто да се направи. Така да. Емилија, благодарам за гостувањето
спортувањето. Мислев ќе ни остане малку време, па велам ајде ќе позборуваме малку и за имунитетот и улогата на исхраната, ама ќе оставиме за некоја следна емисија. Договорено се Да. гледаме следна прилика. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам да имате убав и пријатен ден.